Кај нас за Осистина офталмологија во Куманово правиме целокупен дијагностички преглед и третман кај голем број на офталмолошки проблеми. Така да еден комплетен офталмолошки преглед подразбира да во секој случај ние го проверуваме видот. Видот без корекција и видот со корекција, односно со диоптријата која што секој пациент ја има и е потребно да се постигне 100% вид. Исто така тука правиме мерење на очен притисок и правиме проверка на самото око, односно на микроскоп го гледаме предниот и задниот дел на окото и правиме проценка дали секоја структура на окото е здрава. Се препорачува кај пациентите да се направи редовен преглед еднаш годишно, доколку нема некаков проблем. Доколку се разбира некој од пациентите има проблем, треба да ни се јави на преглед побрзо. Катарактата е еден најчест проблем во нашата област кај пациенти кои што се на возраст над 60, над 70 години. Симптомите се дека се намалува видот. Значи, оној убав вид надалеку станува заматен, како да има мрежа, како да има завеса во видното поле. Исто така повеќе пречи светлината, пациентите се жалат на проблеми во текот на возењето, не може да ги видат убаво ликовите на другите луѓе, значи се гледа само како силуети. Обично овие симптоми се јавуваат постепено, значи не одат преку ноќ, туку постепено оди тоа намалување на видот. Доколку станува збор за некакви за симптоми од овој тип, секако треба да се направи преглед и да видиме дали станува збор за катаракта. Доколку е катаракта, викаме дека тоа е една доста честа состојба, не е болест, состојба е, бидејќи станува збор за еден природен процес на старење на окото, така да не станува збор за никаква патологија, туку за една нормална природна појава која што се јавува кај сите луѓе и кај секој од нас доколку доволно долго живееме. Решението на таа катаракта е многу едноставно. Се прави еден предоперативен преглед, каде што ние комплетно го снимаме окото и договараме еден термин за операција. Тие операции не ги правиме тука во нашата болница во Куманово, туку си ги закажуваме пациентите во Скопје. И операцијата инаку е една рутинска процедура која што трае 15 минути, се прави во локална анестезија и пациентот веднаш си оди дома. Значи нема никакво останување и преспивање во болница. Во поретки ситуации постои кај помлади пациенти. Најчесто доколку станува збор за катаракта во помлада возраст или е таа вродена, значи ние викаме конгенитална катаракта, или пак доста често знае да се појави доколку помладите пациенти се на некаква терапија со кортикостероиди од било која друга причина. Познато е дека таа кортикостероидна терапија го забрзува процесот на појава на катаракта. Постојат и катаракти кои што се јавуваат после трауми, значи после некакви удари во окото, главата, тоа исто така го забрзува процесот на појавата на катаракта. И исто така, како што реков, има и вродени катаракти кои што се јавуваат и кај деца. Значи катарактата некогаш и во детска возраст се оперира. Тука имаме еден комплетен дијагностички центар. Така да покрај оној стандарден офталмолошки преглед може да се направат и дополнителни анализи. Тука го имаме како број еден кој што ни е многу значено е ОЦТ, односно оптичка кохерентна томографија, каде што многу детално можеме да го снимиме очниот нерв и центарот за вид. Потоа исто така правиме и видно поле. Тоа е најчесто потребно испитување да се направи кај пациенти кои имаат глауком. И исто така имаме и ехографија на око. Покрај овој комплетен дијагностички центар што го имаме тука, би напоменала дека во Осистина офталмологија во Куманово се прават и некои помали интервенции офталмолошки, значи интервенција на јачме, на некои мали промени на очните капаци и исто така тука правиме апликација на анти-ВГФ терапија, значи кај сите пациенти кои што имаат проблеми со шеќерот или имаат старечка дегенерација на макулата, може таа терапија да ја добијат тука во нашата болница во Куманово. Дојдов на преглед, докторката ми каже дека имам катаракта на десното и на левото око и веднаш
почна со припрема за операција. Се договоривме дека треба да се оперира окото на време и се договоривме за операција да биде направена. Припремата исто беше многу брзо. Операцијата 15 минути да траеше, се беше во ред. Пристапот на медицинскиот персонал беше многу на коректно ниво. На докторката исто. Немаше никаков проблем. Не постоеше никаков страв, чувство за нелагодност. Се беше во најдобар ред. Незадоволна, презадоволна. Би им кажала на сите да си одат на време, за да не дојде до некои поголеми компликации и да си го решат проблемот. Не е ништо ни страшно, ни болно. И така, и услугата е добра, персоналот се, докторката е многу, многу приступачна. Па јас имав проблем со видот. Малце по малку, така да кажам, значи се повеќе ми се зголемува на катаракта. Видов, не видов, морав да го оперирам. Благодарение на докторката Кристина, да ја наименувам, би сакал да ја наименувам, затоа што толку приступачна, толку пријатна, толку, значи, со милозлив глас, со миролюбивост, ни ја кажува целата ситуација како и што и за мора да се оперира. На двете очи имам катаракта, така да прво ми кажа дека десното око ќе го оперираме, па понатаму ќе видиме, ќе се разгледа тоа се што треба, како треба, па и левото око. Па во понеделник, така беше кога операција е направена. Немам што да кажам, пофални зборови до сите, до целиот персонал, многу и за докторката пофалби големи имам, затоа што во прави раци сум дојден, значи, за операција, така да кажам, презадоволни сме него што треба да видиме. И веднаш тој ден, нормално, операција како операција. Утрето дента екранот е чист, што викаме ние. Значи, многу добро читам, гледам и се тоа, значи. Презадоволен од нив и голема благодарност до целиот персонал. Толку се миролюбиви луѓето, толку се приступачни, толку паметно зборуваат, ти кажуваат се што треба, како треба, не е она да не заобиколуваат или него директно ти кажуваат што е, како е, да не се плашиме, и точно така, ние не се ни плашевме, сви дојдовме, си ја заврши работава и нека се живи и здрави и они, и сите, и пациенти, и целиот персонал. Не изостанувам, затоа што во добри раци сум и се надевам понатаму, после месец дена, ќе дојдеме да видиме, да се консултираме, да видиме како што и се надеваме дека нешто ќе успее и тоа како што успеа со десното око. Па јас во суштина доаѓам, пошто имам катаракта, очно перте. Едното око ми е оперирано, десно око, и сум многу задоволна. Еве сега правих прегледи за другото око. Операцијата негде 20 на минути, некој минут или на повеќе помалку, тоа нема проблем. Не е нешто страшно. Другите се супер. Поготово докторката Шишарица, јас со неја имам, таа е, што да кажам, нема пофални зборови.